Значи, денеска сме во општина Бутел, заедно со градоначалникот на општина Бутел, господинот Петар Латиновски, воедно и кандидат за градоначалник на општина Бутел за 2013-2017 година. Целта на ова наша средба е да промовираме нови проекти кои што ќе ги работиме во следната изборна програма. Имено се наоѓаме во делот на општина Бутел кој што гравитира према општина Чаир и сакам да кажам дека градот Скопје во изминативе 4 години воопшто не заборави ниту една општина во градот Скопје. Во сите општини максимално се работеше. Во општина Чаир, значи овде кај што сме на границата, се направи реконструкција, целосна реконструкција на булеварот или на улицата Кемал Сейфула, значи од Џон Кенеди па се до ова раскртица со Втора македонска бригада во должина од 850 метри, а додека во општина Бутел и во општина Чаир на границата нивна, значи на улицата Лазо Трпковски моментално е во изградба кружен тек кој што ќе допринесе за растретување на сообраќајот во општина Бутел и во општина Чаир. Исто така целосно е реконструирана улицата Ферит Бајрам, направен е кружниот тек овде погоре малку на Боца Иванова и тука ние нема да запреме, ќе продолжиме и понатака и во општина Бутел и во општина Чаир, особено во општина Бутел денеска што сме, сакаме да го промовираме проектот за целосна реконструкција на Втора македонска бригада овде од раскрстицата, значи од Кемал Сейфула па се до македонско-косовска бригада во должина од 1100 метри, која што при реконструкцијата ќе биде целосно реконструиран асфалтниот слој, ќе има исто така онаму кај што тротоарите не се направени, тие ќе бидат направени, ќе биде направено зеленилото, ќе биде обновено уличното осветлување, така да таа улица ќе добие еден модерен лик, што ќе допринесе за едни подобри услови на граѓаните на овој дел на општина Бутел. Исто така ќе биде целосно реконструирана и улицата Кемал Сейфула од Втора македонска бригада па се до кружниот тек Боца Иванова, со што сметаме дека ова е многу прометна сообраќајница, заедно со Христијан Тодоровски Карпош, една од најкористените сообраќајници за движењето на граѓаните на Бутел, од Бутел према центар и обратното од центар према општина Бутел. За оваа работа, значи, ќе ни биде неопходно потребна и сигурно ќе добиеме поддршката од идниот градоначалник на општина Бутел, господинот Петар Латиновски, исто како што ја добивавме целосната поддршка во досегашните проекти кои што градот Скопје ги правеше на територијата на општина Бутел. Би сакал да кажам дека ја очекувам довербата од сите граѓани на градот Скопје, независно од нивната етничка или политичка припадност, бидејќи оние проекти кои што ги завршивме во изминатиот период, тие проекти се за доброто на сите граѓани на градот Скопје, а и следниве проекти, гледате дека ние не ги разликуваме општините како град Скопје од кај има, во која општина има поголем или помал процент на одредена етничка застапеност, ниту гледаме од нивната политичка припадност, туку работиме за граѓаните на градот Скопје и затоа, уште еднаш ќе повторам, ја очекувам довербата од сите граѓани на градот Скопје, независно дали се македонци, дали се албанци, дали се роми, дали се бошќаци, турци, срби, црногорци или останато. Заради тоа што овие проекти кои што ќе бидат направени, ќе бидат од корист на сите граѓани на градот Скопје. Благодарам.